Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова, така наречената дебата. Се мислев за темата, имајќи ги предвид моите гости, и отпрени решив да ја крстам внатрешни предизвици, надворешни решенија. Што значи повторно врти случаи би зборувале за политика, за актуелната политичка ситуација во Македонија, но и за некои други теми, врзани за историјата, за културолошкиот феномен Македонија, низ историјата соочена сега повторно со некои предизвици. И потоа се сетив на една наслов, на една збирка на песни од мојот вечерашен гостин, поетот Евтим Клетников, се вика "Зраци и самраци". Па ми се виде погодна некако за овој наслов и така ја нареков "Зраци Македонија, зраци и самраци". Значи, мои вечерашни гости се, бидејќи представувањето е договорено од режија да оди вака за да можат камерите ги фаќаат, господинот Илија Ацевски, универзитетски професор, Агим Јонус, аналитичар, колумнист и член на невладината организација Човекот пред се. Добро вечер. Добро вечер. И Евтим Клетников, поет и писател, автор на оваа книга која ми послужи. Се извинувам што ви украдов насловот. Одлично, благодарам на вниманието. Ќе почнам со вас, бидејќи е насловот ваш. Да. Македонија имала веројатно и зраци и самраци, и сега се наоѓа во една слична ситуација, можеби згусната во еден даден политички момент, за кој што веруваме дека нема предолго да трае, но се вклопува во нитката на една таква историска ситуација што ја следи Македонија, па веројатно и другите земји во Европа и во светот. Дали ја препознавате овој наслов, дали вам ви кореспондира со ситуацијата сега и дали тоа може брзо да се надмине? Да, благодарам. Значи, кога ја пишував книгата, тоа беше одамна пред 4 децении, може, не сум мислел на книгата во Македонија, тоа се сосема други зраци и самраци. Може онтолошки да речеме, на радоста, на тагата, воопшто на битието, но бидејќи станува збори за Македонија, сега повеќе се бавам со таа тема. Во есеи, колумни и така натаму, тоа е една, како да кажам, и тажна и радосна тема, баш со зраци и самраци. Сега, за жал, Македонија се наоѓа во длабоката зона на самракот, по се што го гледаме. Македонија е едно име кое има дадено, која има учествено во културно-цивилизацијската слика, посебно и на светот пошироко, и во антиката, и во поновото време, мислам, во новата европска цивилизација, така да кажам. Тоа е име кое е запишено во најстарата позната етнографска таблица на Нојсе во Стариот Завет, под името Китим, и од тука тоа име, веќе од првата глава на битие на таа книга, се провира ни Стариот Завет, ни Новиот, се до она што го викаме нововековна цивилизација, за да дојдеме до една денешна ситуација кога еве се наоѓа под закана да и се избрише идентитетот. Со намерата да се смени нејзиното име кој од пошироки потфати, фактички еден, според мене, еден наум на геноциден чин кој се презема не само од Грција, туку и од така наречената меѓународна заедница, нели? Тоа е еден шокантен факт денес во овој век кој се смета за најлиберален, го сметат и на Западот, да се врши еден таков атак врз еден цел народ, да се избрише. Зошто би се направило тоа? Зошто некој би го мислел такво зло на еден народ, на една држава, воопшто не знам. Тоа сега во 21 век. Тоа е широка тема, голема тема, и мислам треба многу денови за да се објасни таа. Зошто? Да речеме, јас би го цитирал тука нашиот голем бард на поезијата и реформатор и, како да кажам, Блаже Конески, кој беше еден голем столб на македонскиот идентитет на 20 век, заедно со Мисирков и Рацин, кој на времето уште кога немаше таа идеја за таа ликвидација на
идентитетот преку промена на името, кој тоа го има запишано писателот Божин Павловски, они беа пријатели, а Блаже ја боледуваше судбината на Македонија искрено, кога велеше големо ни името, ќе посегнат да ни го земат. Ево, тука почнува таа тема. Зошто, како? Некому му смета страшно и македонското име и македонската судбина е веќе повеќе од столетие, некаде столетие и пол, ако земеме Версај, Париз, Берлин, Сан Стефано, Букуреш, па се до Пржино, ако сакате сега. Европа се труди маки бачи да едноставно да го реши тоа прашање на еден крајно негативен начин. Едноставно да, не знам зашто, да ја ликвидира Македонија. Едноставно, таа е парчена, делена сегде, поделувана меѓу соседи. И сега е тоа, јас си мислам дека се што се случило денес со револуции, шарени, зелени, така, дека се влегува во тој контекст за ликвидација на името. Веќе они си нервираат, веќе еве четврт столетие, еве велате, како што велеше пак Блаже Конески, едностолчено племе, како да го докусуриме. Наеднаш се појави после столетие, како понорница, изникна, нели, исплови, како драк. Ајде да видиме дали останатите гости се сложуваат. Ние по интуиција, Јонус како да седна наспроти вас, како да во старт може би има спротивно мислење дека Македонија не е предмет на уништување. Може би странците сакаат да ни помогнат. Има едни стихови кои многу добро господинот може да ги разбере, пошто е поет. Вели, добро jutro, sunce koje izlaziš na istoku da bi obasjalo zapad. Што сака да каже? Западот, од кој го подразбираме, или комплетниот меѓународен свет, цело време се обидуваме да го представиме како кривец за се она за што ние сме неспособни. Мене многу ми смета теоријата на заговор дека цело време светот е против нас. Тоа е едно. Второ, факт е дека они манипулираат на многу простори низ разни механизми. Меѓутоа, факт е и дека треба да престанеме со тезата дека цел свет е против нас. Знаете, човек што сам, не мислам на вас, апелирам, значи, некој што сам себе си не се сака, не може никого да сака. Ниту па некој него може да сака. Кога збориме за Македонија, кога збориме за столетија, за спомнување во Стариот Завет и така натаму, зборуваме за време во кое не постоеле држави. Ние во овој момент браниме држава. Парадоксално е тоа што јас, условно речено, како не македонец етнички, како албанец, треба да ја бранам тезата за Македонија повеќе од било кој друг. Јас ви тврдам дека името Македонија ниту некој може да го уништи, ниту некој може да го одземе, ниту тоа име може да престане било кога, додека постои светот, да престане да постои. Македонија е место каде што сум јас роден, тоа е мојата татковина исто. Меѓутоа, и тоа ми смета до некаде, што некако авторското право и акредитивот некој да ја брани Македонија мора да биде само македонец. А зошто мислите дека не може да ни го земе? Нели сега знаете што, ние бранејќи државата го бреме, чекайте, ние бранејќи го името Македонија, поимот Македонија, исконот Македонија, го поистоветуваме со оваа држава која постои 25 години. Пазите се драстични разлики. Кога зборуваме за Македонија... А со кого треба да го поистоветиме? Дозволете, господине. Дозволете, господине. Значи, има некои историчари многу подобро ова би го елаборирали од мене, пошто ја не сум историчар, меѓутоа сметам дека сум барем малку начитан. Барем малку. Значи, вака, кога зборуваме за Македонија, јас сум прв што ќе стане да ја брани. Зошто? Тоа е водата од потоците од каде што сум пиел вода. Меѓутоа, дали зборуваме за државата Република Македонија, зборуваме за Македонија како искон, зборуваме за Македонија како поим од Стариот Завет и една област која се прошира сигурно подалеку од оваа географска граница која е зацртана со некакви меѓународни рамки и така натаму. Господине, кога јас мислам на мојата татковина, местото каде што сум роден,
Мене друго име во ушите не ми звони. Пак звони Македонија. Меѓутоа, јас сум повикан да ја бранам. Али да ја бранам со кукање не, туку со реална борба. Реалната борба не е пушка секогаш. Реалната борба има мултипл нивоа. Борбата за Македонија, за нејзиното очувување, штитот код она што ние го доживуваме како на темаго прилепчените викат за ѓаволот. Значи, штитот е токму оваа асамблеја која седи, која разговара и која размислува како да го подобри квалитетот на штитот кој ќе го брани сето тоа што од кој вие се плашите. Еден мал пример само. Господинот што не води вечера, водителот Лјупчо, е стар чирченец, исто како и јас. Значи, ние сме носители на исконот на ова Скопје. Тоа е основната клетка, како што во марксизмот велеа дека бракот е основната клетка на општеството. Значи, тоа е основната клетка на одбраната на државата. Оно што го негуваме со години како традиција на мир, на соживот, на условно речено вибрации кои меѓу нас прават една сила. Со диселекција на тоа кој воопшто има право да стане и да реагира кога е во Македонија во прашање, ние губиме многу. Македонија сметам дека многу луѓе допрва не им е дозволено да ја бранат, затоа што барем така е модерно во последно време. Ако не си ВМРО-овец, ако не си некаков мегапатриот, ако не си некаков системски човек кој се колне во Александар Македонски, ти немаш право да збориш за да си предавник. Така да дојдовме у ситуација да таква папазијанија, таква какофонија, таква Боже ме прости, подобро да си молчам, за да не наоѓам некакви дефиниции. Дојдени сте да говориме, не да молчиме. Тоа е парадокс. Не можам, простете ми само уште една работа. Во една емисија на Алсат... Ја имам чувство како да ве навредив со ова што го кажам. Не, господине, вие многу добро знаете што зборам. На времето, на телевизија Алсат, се сеќавам многу добро, и јас бев гостин, станува еден господин, да не го именувам, вели, каде се намирам јас? И јас се чудам, човеков дошол од Бугарија во Скопје и Македонија од мене да ја брани. Не можеш да веруваш. Јонус, да продолжиме со кругот, првиот круг, па ќе продолжиме се разбира. Тој е македонец, ако е од Бугарија, знаете. И тоа говори, не е седно дали сте македонец за македонската болка или не сте. Извинете, македонец од поина која чувствува болката, отколку етнички албанци. Па имате право. Не може тоа така, знаете, па сега Библијата, зашто па државата едно е држава, друго е идентитет. Вие правите за беганост и него аца велики усред Скопје, ве молам немојте. Господин Јацевски, сте социолог. Значи генерално најопшто можете од една дистанца, да речеме, да согледате политичкава ситуација во Македонија, во која почнуваме да се делиме по протести, да се делиме по сваќање на тоа дали странците не сакаат или не, да се делиме на комуњари ВМРО-овци, на граѓани определени и неопределени. Веројатно тоа е карактеристично за сегашниот свет секаде, не е дека Македонија е нешто посебно, но кога е земјата мала, кога се наоѓа на крстопат, секоја дополнителна поделба како да го раздробува етничкото, какво и да е мултиетничко или етничко ткиво на Македонија, ти стануваме уште помало. Барем, тоа е моје чувство. Како вие гледате на овие вкупни поделби сега? Ќе се надминат или па ќе останеме да пливаме уште долго во едни вакви обштествени, широки обштествени поделби? Сега од каде да... Каде почнеме? Историски, ако се вратиме на една историска дистанца или уште повеќе наназад, па да ги бараме некои одговори нешто што се случува денес во Македонија или што евентуално би се случувало во иднина. Тешко се доаѓа до одговор. Значи, овие две гледишта, они се во основно спротивставени, зборувам за гледишта, не. Ако говориме од една, еве, ќе се обидам во накратко, од една
политиколошка или социолошка перспектива, да ја наречам анализа. Не? Поделбите се нешто кое е нормално. Спротивставените страни се нормално, особено во политиката. Но постои денес едно, како би, нешто кое тежи, кое не можеме да го разбереме. А тоа тежи од една, мислам, има една тежина во една ситуација кога малкумина веруваат дека постои излез од оваа ситуација. Што е тоа излез? Излезот би бил на некој начин да вие се започнете да функционирате, живеете како општество заедница нормално. За таков излез говорим. Дека таков излез практично као да не е можено. Воопшто. Воопшто, нити одвнатре, нити однадвор. Оаза на мирот. Ако почне некој однадвор тоа нешто да се обидува, као да помогне, тоа се доживува како атак. Или во крајен случај дека некој нас некоја завера, уште повеќе не. Има тоа да се, мислам да немам илузија дека не би постојало, то постои, но не верувам дека такви размери. Ако се обидеме одвнатре, бидејќи некако спорот македонци и албанци као да заврши он некако, као да има некој после опритска дово, некој финале и сега како македонци повеќе. Сега тој спор и албанци. Тој спор сега веќе тој судар го нападна македонското ткиво. Сега веќе не е да спориме, односно да се бараме нешто во тој, како би рекол, политички живот, односно функционирање против албанците или против некои други, но сега тоа почнува одвнатре. Односно сега односно ние како да веќе немаме една представа што е македонското етничко битие. Да го бараме се наназад ова што Евто така убаво го кажа, но тоа не води, не знам каде води. Ние сме во исто време, не во исто време, туку и тоа е словенско потекло, јазик. Да не говорам од тој контекст, кога говориме за идентитетот, говорам за етничкиот идентитет. Од друга страна, она што се направи во последниве 7-8 години со Скопје 2014 година и со она која сега се, тие би рекол, маркери на идентитетот кои се враќаат назад во историјата, веќе создава една сериозна дилема кај многу луѓе што сме ние во суштина, кој сме ние. И тука сега почнува таа сега, како би рекла сега нарација, што понатаму. Сега се вратам на таа почетна позиција. Во борбата за власт се употребуваат сега најтешките, би рекол, и како би рекол, прашања кои што кога се формира, односно кога се организира една држава, као држава зборувам ова, не се употребуваат. И почнуваат поделбите. Кој сме ние, кои потекнуваме, кои имаме потекло од не знам од кога, што во основа, ја зборам као социолог, е малце не пренасилена, туку е напуштена теза многу одавна. Етничкиот идентитет, као што ние го познаваме, особено денес во оваа глобализација, али као што го познаваме, не може да го извлечете од тие длабински корени, од, не знам, од Александар Македонски, уште од среден век и не знам како. Особено на овие простори, кога колку векови Турската империја всушност владеја со тој милет систем, каде само религијата, обичаите и нешто е заедничко. Другите елементи не се толку битни, бидејќи ние не можеме да говориме во таа смисла за македонски јазик, нарече во 19 век, или и за бугарски јазик во таа смисла. Предноста на овие околу нас е тоа што тие многу порано од нас ги формира државите и државата по дефиниција ги инкорпорира овие компоненти. И се многу понапред. Ние дури би рекол и во таа смисла едно нормално однесување, вако е нормално тоа, не? Ние сме уште во една фаза на вриење, но уфрлувањето на овој елемент од далечното минато, веќе он како би рекол, ги доведе во прашање некои идентитетски компоненти на оваа свест која што се формира и тоа создаде сега една збунетост, би рекол. И да се вратам на она поента, тука сакам да поентирам, како да го решиме спорот. Спорот сега внатре во тоа ткиво. Како да се реши тоа?
Bilo što da kažete nešto od ona koja bi bilo svrzуваčko tkivo, od, da rečem, ajde se kako politiklog ili jedna, ajde ušte podredeno, koji da formira v ova situacija neko je telo, narečete go vlada od bilo kakov tip, a sите da se složат. Tako nešto ne može postoji. Ако земете тоа надвор некој да го прави, тоа веднаш од овој тип што говори ефтално се нафре дека ете некој не знам да нас прави нешто, дека нас не става во некаква ситуација, дека ние тоа ќе го изгубиме така натаму. Говорам за таа длабинска противешност која што за се надмени навистина треба многу волја, енергија, многу разум, многу откажување. Во крајен случај, со тоа би завршил до овој дел, нашата политичка култура е толку урнисана, значи урнисана како општество, како заедница, што ние навистина, еве, не знаеме од каде да почнеме, она што и почнеме, од каде да почнеме. Секаде не води во еден, би рекол, одговор кој што е длабоко логички, не издржан, би рекол, можете лесно да го со аргументите во навод. Одиме со првиот блок реклами, а потоа продолжуваме на она што го зачнавме како значаен сегмент од темата што е зададена. Еве на повторно во студиото на телевизија Нова разговараме со Евтим Клетников, Илија Ацевски, Агим Јонус за внатрешните предизвици, надворешни решенија или наречена здраци и самраци над Македонија. Господине Клетников, почнавте со историјата, со важноста на името и со идентитетот, не со историјата. Да. Различна работа е тоа. Но Ацевски даде една друга димензија. Значи, несомнено големата историја на Македонија и на македонците и дилемата што вели за која Македонија говориме, може би вам оригинерно поет ве натера да влезете малку во политичките води како македонски манифест, но претпоставувам дека сте почувствувале загрозување на идентитетското прашање, што сте се решили, одважиле да застанете во одбрана на името Македонија, иако оваа дебата за името не е од вчера. Значи, не е кога постои македонски манифест, туку далеку 20 на 30 години, уште кога сте ги создавале значајните поетски остварувања. Дали тогаш не почувствувавте, дали сега се интензивира тоа? Да. Тоа е притисок или тоа е ваше чувство, кое што студирано на граѓани? Таа јанза ја чувствуваат македонците уште од 19 век, навамо од природбата. Знаеш, тие турбуленции денес се појачани со еве така наречената меѓународна заедница која ја представува две-три сили. Америка, Англија, Франција, тоа е. Исклучени се цели континенти од таа меѓународна. Заговор дали има или не? Па има, како нема. Зошто? Бадинтер правине оцени дека сме за влез во Европа. Еве, уште не приемаат. Зошто? Нели во Хак имаше тужба која е во наша корис, кај. Значи, работите се решаваат политички, не право. Правдата е умрена. Да, политиката доминира сега. Очигледно, ни меѓународното право не е тоа. Значи, НАТО исто не. Не сме во НАТО. Зошто? Решете го името. Името е решено. Ние сме Македонија и македонци. Како да го решиме? Да го подариме на Грција името? Мислам, тоа е тотална глупост. Сега, што се однесува до минатото? Јас не зборувам за историја, зборувам за идентитет. Различни се поими држава и идентитет. Јас еднаш со Стојан Андов, ефтиме ќе загубиме државата. Чекај, држава и идентитет се различни работи. Ние не сме имале со столетија држава, па сме имале идентитет. И многу е јасна таа линија. И нема некој зошто да се плаши и да го спомнеме Александар Македонски. Па тоа е дел од македонскиот идентитет, пазите. Македонскиот идентитет е јасен, кристален. Зошто? Името го води идентитетот на Македонија. Името е светилка. Буквално, ако сакате историски, ако сакате онтолошки, филозофски, како сакате. Тргнете по името, а тоа име има јасна линија. Од сега тргнете наназад и тоа ќе одведе на праизворот. Нема ништо тука нејасно и нема
зошто некој да го боли, а некој го боли за тоа што велеше Блаже Коренски, има слава, има светлина, тоа име, ќе посегне некој да го земе. И тоа се случува. Како нема меѓународен заговор, може е тежок тој поим кога нас не именуваат на спортски надпревари. Ракометарите наши македонски играат под фирм, тие под тоа, под ова. Сега, јас гледав пред некој ден во контекст на ова што го зборувам емисија на History, нели? И случајно се падна Апостол Павле, беше емисијата. Некој брадест тип, доктор на науки од Оксфорд, зборуваше. Па ја бев шокиран, еднаш не го спомна поимот Македонија. Замислете, Апостол Павле бил римјанин. Апостол Павле, не велам ја дека бил македонец. Агим, не се плаши. Не велам дека ти се исплаши сега и овај да не е македонец. Подсеќам само дека е римјанин. Ако да, добро, ја не зборувам за кој, но тој можеме дури да го наречеме и македонски апостол. Знаете, во дела апостолски на Лука, тој прво сака со сила и Тимотеј да проповеда, тој е најревносниот Христов апостол. Дај ве молам. И тој сака... Римјанин бил апостол Павле. Христов апостол реков, Христов апостол, Исусов. Римјанин бил, да, се слагаме, ама ја велам Исусов апостол, нели? Он требало прво во Азија, сакал со сила и Тимотеј да се... Тоа го пишува во дела апостолски на Лука. Таму му се јавува гласот на Светиот Дух, вели, не тука, продолжи. Сакавам после во еден град Витанија да слезе. Лично гласот на Исус Христос му се јави. Не ни тука, така пишува во Новиот Завет. Ништо не. И дури третиот пат во визија му се јавува, не на сон, како што мислат некои, македонецот дојде во Македонија, помогни ни. Камо среќи сега да дојде да ни помогне. И, значи, доаѓа тој во Македонија. Значи, тој е праќан, насочуван кон Македонија. И Македонија се покажува како вонредно плодна почва за новиот хуманизам, ако сакате, новозаветниот хуманизам. Првата христијанска црква е основана тука од Лидија Македонија. Тука се расширува движењето. Македонија учествува во христијанизација на паганска Европа. На Русија, Владимир Киевски бара делегација од Охрид на свештеници и одат таму. Можем да... И така да не треба да се плашиме. Тоа се вика историска меморија, не се вика историја. Секој народ има право на меморија. Имат право и малите народи, како ние, и албанците, и романците. Сега, до кај стасува таа меморија, зависи понекогаш и од името. Нашето име не води кон некои длабоки хоризонти, патеки на меморија и постои тоа, се вика Македонија. Не се вика Александар Грчки, се вика Александар Македонија. И пазете што се случува со некои современи изданија на Библија. Тамо од Македонска империја ќе најдете во некои понови изданија, некои Библии. Грчка империја, така значи се посега и кон фалсификување дури на такви. Малку ќе искарикирам, ама бидејќи го спомнувате мисијата на апостол Павле и рековте дека дошло да помогне. Нели е апостол Павле меѓународната заедница која на секоја држава во даден момент кога се наоѓа во криза треба некој да ја помогне? Као Холбрук бил. Дали може да бил тој Холбрук или не знам сега овој Хендл? Карикирам малку, меѓутоа сакам да кажам... Има многу Свети Павлевци сега. Тоа се вика модерни Свети Павлевци политички. Агим? Значи, собирав... Освен коментарите и забелешките. Да, детални забелешки. Да, и репликите гледа дека ги запишувате. Ја ништо не го нападна. Да, немаше ништо упатено за да има реплики, така да бидејќи јас ќе се чувствувам како спикерот во парламентот, доколку сега себе да го прашам да говориме за една сериозна теза.
без реплики, бидејќи нема кавга, не гледам дека има некоја причина за Тама работа. Не, али дозволете една работа. Пази. за некои жусти зборови, бидејќи немаше некој посебен напад на нешто. Но сепак да спуштиме нешто. Ама стана банално више со спомнувањето на минатото. Ние сме заложници на минатото. Аги, ми рекол дека не е тоа минато. Правите вие збркана поеми. Идентитетот меморијата. Меморијата е иднина. Знаете, сега ќе ви кажам за Хайдегер. Така. Има страшни екзегези за некои поети, за Хелдерлин, да речеме, кој го смета за најголем германски поет пред Гете. Да. Он вика за него, тој пред него едно столетие живее и повеќе, вика, тој е поетот кој ни доаѓа од иднината, пази. Многу во тој контекст зборувам и јас, Свети Павле кој доаѓа од иднината. Тогаш малку повеќе прочитайте го Мевљане, ја не знам дали сте читале нешто од Мевљане, ќе видите колку иднина има во таа филозофија на неговите стихови. Дозволете ви кажам нешто. Како прво, да му пристапиме сериозно на овој проблем, да го наречеме проблем. Тема. Се додека живееме во минатото, се додека се повикуваме на некакви мината кои денеска на Discovery Channel, на National Geographic, на многу еминентни медиумски канали доживуваат, како да кажам, анализа со демант на многу нешта историски кои што до сега сме ги абсорбирале, ние ќе бидеме конфузни, како што рече и другиот господин кој што беше потполно во право, дека ние сме уствари во овој момент во една фаза во која што народот е збунет. Затоа што имаме популација која претходно 50 години живеела под еден систем на кој била пласирана сосема поинаква историја, сосема поинаква стварност и сосема поинакви темели за да гради некаква иднина. И сите бевме македонци. Апсолутно, апсолутно. Потполно сте во право, господине. И сега видите една работа. Ајде да ги поставиме, велат, децата се плашат од темнината, вие сте поет. Но зошто старите, возрастните се плашат од светлината? Светлината е вистина, господине. И сега доаѓаме до еден податок кој вели вистината. А каде е вистината? И што е вистината? Вистината е следна. Вистината вели дека Македонија, дали ќе ја гледа, во било какви рамки да ја гледаме, дали во моментални политичко-географски, дали во пошироки рамки, дали во историски, таа доживува екзодус кој што не е наметнат ниту политички, ниту воено, ниту присилно, елементарно екзистенционален. Што беше 2001-та? Што беше 2001-та? Дали може да ми одговори? 2001-та беше Камај играње. Ајде да видиме. Сега не битно. Тоа ќе биде друга емисија, друга тема. Немојте сега. Добро, вие па у први редови бевте и знаете се, ајде ве молам. И се пазите да кажам нешто. Ве молам, да не испаѓам дилетантски дека настапувам, дозволете ми да ја завршам мислата. Значи вака, тој екзодус се вика одлив на млади луѓе. Македонија од секогаш била асамблеја на мултиколорит. По етнички основ, по верски основ, по културен, по ваков, онаков и секаков. Тој мултиколорит е нешто на кое што перманентно сите работат да го угушат, барајќи го собствениот идентитет како некакво фаворизирање на собственото постоење. Со македонците не е тој случај. Извинете, албанците добро знаат тоа. Немате право. Господине, вие со вашиот манифест не ми дадовте право ја да бидам македонец. Ајде, не ми отварайте уста. А ви се молам. Немојте така. Поготово оне што рече каде се намирам на ајде, ве молам. Сега да завршам, не ме терете дилетантски да настапувам. Шо рече Ермира Мехмети дозволете на тоа кажете? Да не рипаме од тема на тема. Немојте само он што рекол. Шо рече Ермира Мехмети? Вие зборувате дека со Агимионус, а не со Ермира Мехмети. Према тоа, дозволете ми и јас овдека представувам и нешто друго покрај собствената личност, а тоа јас сум член на една невладина организација која се бори токму за правата на човекот. И јас во име на тој легитимитет дозволете да ги објаснам своите тези. Тој мултиколорит на луѓе, таа спремност не прашува за име и презиме. Македончиња отидоа од тука. Албанчиња, турци, срби, секакви отидоа од тука. Кој го направи тој екзодус? Го произведовме ние самите, постарите, играјќи си игри, наместо да градиме здрава држава. Ние имаме податци, кои фотографија, чиста фотографија, која вели
дека и постарите сака да се оцелат од тука, камо ли помладите. Афирмирањето, дозволата на сцена да настапат младите со својот комплетен потенцијал, ние го спречуваме постарите. Ние сме виновниците што иднината на оваа земја не им припаѓа на раците на младите интернет генерации, кои тачно баш и не ги интересира апостол Павле, ниту па Скендербек ги интересира, туку ги интересира современа, модерна, здрава социјална држава, туку ги интересира теми кои што создаваат платформа за некоја по-известна, по-квалитетна иднина која се базира врз технологии, која секако нема да занемари историјата, врз која ние цело време играме твистиген. Меѓутоа ќе ги афирмира квалитетните дисциплини на постоењето на 21. век. Што значи тоа? Тоа значи следно, господине, дека ние се уште... Поентата да ја слушам, за да може да се... Поентата, се нешто некој друг ни е крив. Ние ги избркавме младите, не им дадовме основ да веруваат дека овдека може да живеат и затоа ни е крив сега, не апостол Павле, ни е крив Ашим Шаља. Нема везе. Сами сме виновни и сами треба да исправиме грешката. Господин Јацевски, ова што го кажува Јонус, иселувањето, вината кај постарите, кај помладите, но и она за што се осврна Клетников. Дали ние сами си ги создаваме проблемите, кризата во која сега се наоѓаме, и сега и во идни и историски? Или навистина тоа доаѓа како инпут од надвор, со некаква цел, но ако е така, ако е од надвор, да речеме, секако што вели Клетников, ако има некаков заговор, зашто многумина, не само тој верува дека постои, веројатно поголемите сили го прават тоа, зошто тоаш напомош доаѓаат повторно странците? Дали се тоа оние истите кои што ни ја замрсиле кашата или се овие други некои? Дури да е така да доаѓа од надвор, зошто ние не сме кадарни да ги решиме проблемите кои што настанаа? Прво, треба да бидеме или сме дел од Европа, од светот. Дел сме сакаме да бидеме дел од Европската Унија, од НАТО, од не знам... Не знам дали сакаме сите овдека. Не сакаме туку едноставно мораме... Тоа беше општа политичка консензус, меѓутоа... Едноставно, дали повелам сакаме ова, не можеме тоа да избегаме. Ние фактички сме дел, но... Така, географски, културолошки сме Европа. Културолошки и... Може, не сме политички само. Апсолутно. Таа е добра формулација, не можеме да избегаме, извини. Па не можеме да избегаме од тоа кај припаѓаме. Ако е така, ние мора да прифатиме некои правила на игра, буквално, да не знаеме што се подразбира по тоа. Дека мора тие 4-5 тоа е моето следно прашање за Клетников. Да. Мораме да ги на некој начин имплементираме, да живееме на демократски во овие сфери кои што го формираат едно модерно, отворено општество. Младите, односно ова популација за која што говори, ние сме дел од и да не знам како да бидеме во некоја и супер демократска и не знам форма, младите си водат добар дел. И во Европа се движат, веројатно. Ова граници повеќе, границите во таа смисла која што ние ги поимаме не постојат повеќе. Мислам, не постојат. Дел сме тоа, не можеме се издвоиме во било кој поглед. Проблемот е за мене, затоа говорам во таа компонента, како оние кои што го формираат тој амбиент, тие се политичките елити. Кои сами ги бираме и гласаме. Кои ги бираме и гласаме. Односно, како тие треба на некој начин да го разберат тоа. А не го разбираат од многу едноставна причина, затоа што навлезени се тие интереси во една индивидуална, во смисла на корис, материјална, во не знам какво, затоа што се биде политичар во Македонија, тоа значи од тој ранг за брзо време да се стекне со богатство, со пари, со привилегии и со моќ и така натаму. Просечно. Тука е целата ова. Затоа во суштина може така да се објасни овој феноменот во Македонија. Тоа е борба на елити. Една која што 10 години е на власт и друга која што е 10 години не е, беше пред тоа и сега како да дојдат на власт.
стои тоа дека они ќе излезат многу начини. Битка политичка. Дали они ќе ангажираат не знам каква институција, каква организација од надвор и така натака, тој и го прават, ќе го прават веројатно и го прават. Но не е тука клучот е. Клучот е како овие елити веќе трета опција нема во Македонија се уште. Зашто? Па нема таа сила затоа што двете се исцрпени, практично се исцрпени, едната е исцрпена затоа што го употреби искористи минатото популизмот, ја избриша таа граница помеѓу партија и држава, да не редам сега тие 4-5 компоненти кои се многу битни за да функционираат. Како вие да му објасните на некој човек таму кој што не се бави во денот со некаква интелектуална работа, едноставно живее од својот труд, што е тоа бришење на граница меѓу партија и држава? Како да му објасните? Како тој да ве разбере во крајна случај? Пред да одговориме, мислам ова само да мојата поента е многу поедноставна. Социолошкиот дискус или говор може да биде многу поелементарен и со тоа би завршилме. Нациите се вештачки творби. Етносот останува. Нас никој не може да не преименува, не знам или да ни го земе идентитет. Па тоа ми е тезата мене цело време. Не знам дали постои таква сила која има такви, да не зборуваме некои примери и блиско и подалеку соседство, 100 години се борат, ги требат, ги убиват, тие и готово, не. Добро, се извинам. Од режија имам знаци за реклами, па се враќаме. Мораме да ги почитуваме овие агенти. Морам да реплицирам. Да, ќе реплицирате секако, само да ги погледнеме вториот блок реклами, па ќе продолжиме понатаму. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Боми 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање, 24/7 локална царина, царински магазини во Скопје и Куманово, 180 милиони километри искуство, ефикасно, сигурно и навремено. Боми 10 логистик. Одиграјте паметно. Изберете најниска каматна стапка од само 5,5% и уживајте во нештата што ги сакате. Аплицирајте за Супер С ненаменски подрашувачки кредит и добите до 1.200.000 денари без провизија за одобрување и рок на отплата до 10 години. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. И за време на паузата дебатата продолжува. Господин Клетников, од двете страни на некој начин имавте некој укажување дека идентитетот не може да ни го земе никој. Имавте мала полемика. Дај Боже да не може. Предпоставувам, не мисли, не насила дека тоа е нешто што не може да се изгуби, веројатно. Па и насила не може да ни го земе. Зошто мислите дека може? Па ја не мислам дека можат. Ја не мислам, може ако ние им го дадеме. Они идат на една перфидна варијанта. Сменете си го вие името. Они немат смелост, бидејќи ќе ги генерации ќе навлечат срам на генерации, западните либерали. Они велат, вие решете како да го решиме кога ние го имаме името. Зошто да го решиме? Во Грција беше забрането до 84 година да се споменува тоа име, Македонија. У затвор се одеше за него. Ама сега го споменува. И сега наеднаш, и знаете што значи сега? Сега е тоа да се даде тој имот скапоцен, ја велам пак. Скапоцен на меморијата. Историја го одбегнува по имот ова што вели Аген минато. Меморија е тоа, знаете. Меморијата се пренесува. За меморијата Илија добро знае. И Јунг говорел, и Фройд говорел, и Лебон говорел, и Политен, и Свети Павле, и Исус, и Мухамед говорел. Не е проблем за тоа. Значи,
Они сега бараат, сменете го вие името, ако сакате во НАТО, ако сакате во ЕУ. Значи, основното човеково право се удира на основното човеково право. Од Западот, од не знам каде, да се именуваш како што си именуван со столетија, со милениуми. И сега како сега Илија Шавели не и ја не верувам дека, но они не тераат. Ние сме изведени идентитетски на губилиште. Тоа е тотално јасен факт. Ако не гледа некој, тоа значи... Вие очигледно гледате тоа што многу... Тоа е драматично. Не верувам дека и други не го гледаат тоа, а гледам дека сте реален во политиката. Знаете дека политиката доминира, дека особено политичките елити секаде во светот... Политика на силата. Не само на силата, и оние кои што не се на сила, кои што мора да реагираат спрема оние кои што имаат силата на политичка и било каква, економска. Значи, реал политика. Лидерите на политичките партии на државите водат диалог и, како да кажам, без разлика што го согледуваат тоа што можеби вие го гледате, мораат да се однесуваат така како што им налага понудените решенија. И сега ние треба да решиме... Обичарно, ама не се однесува така. Еве, например, тероризмот во Париз, тие ги осудија. Тероризам е. Кај нас терористите ги прогласија за борци за човекови права. Значи, двојни аршини. Ама вие не можете да го елиминирате со тоа што констатираме дека постои тероризмот, дека е лош, ние не сме го избришале, ние не можеме да замижиме. Со тоа што констатираме дека зборот ми е визави како се однесуваат дека моćните и силните како сакаат. Да, ама и со тоа што констатираме дека гледате сега милиони страдни бегалци. Кој ги направи тие? Моćните, силните, храна за нафта. Бомбардерите на Америка, на НАТО, на Франција, на Англија. На големите. Но тоа не се смени, не стана побогат и подобар. Па јасно, ама па сега. Ајде да го оставиме Свети Павле и да збориме за сериозноста на актуелниот момент. Па мислам дека цело време многу ме изнервира Свети Павле. Не, го земам како е толку добар. Еден момент од нашиот апсолутен респект. Сјајно. Јас сум бил иначе во црквата Свети Петар и Павле, ја знам многу од историјата од тој аспект, меѓутоа отидовме од нешто што се случува реално на нашите улици до Свети Павле. Тоа ми беше... Ајде за реалното ќе сега вака, за реалното, ајде да не ме праша за реалното. Ние имаме пред собрание... Тоа е реално, на крај... Реалноста е дека имаме гладен народ. Реалноста е дека секое второ дете се буди и се прашува како вчера не отидов надвор, уште ли сум во Македонија. Реалноста дека и тоа она дете кој земало школа, научило, се спремило све, си го научил да лета, нема кај да лета. И вика, ја одлетувам од тука. И те обвинува тебе како татко или те обвинува тебе како држава и вели зашто не ми создаде простор да летам овдека. И ние се вадиме пак... Ќе долета некој друг тука? Абе, добре, еве, да, преска, мислам, она теза која, ете, доаѓаат, нели, од југот, оние пакистанците, оние, све е тоа окей. Празен простор нема, нели? Од Комшилук ќе ни долета. Из Македонија, они не остануваат во Македонија, транзитираат низ цел Балкан, а камо ли низ Македонија. И цели срекни што едва што побрзо стигнат на Табановци од Гилгели. И се не се, само да завршам. Нема веќе, запрепе таму, нема веќе. Имаме сериозен простор за размислување што со човекот прво на овој простор, кој знаеме дека се вика Македонија, кој го почитуваме и сакаме како Македонија, за кој спомнувате дека ете терористите 2001 сега ги спомнавте, сега ви се во парламент. Да. И што да радиме? Тоа е реалност. Šta ćeš da se ti se во парламент во моментот? Реалност е наша. Ете, што прави. Може би јас еден каши вас као терориста ме доживувате од казна. Ценам ја извонредно, немојте да сега. И сега вака, да бидеме на чисто нешто. Луѓе, фокусирајте се на актуелните проблеми. Каде е во целата работа граѓанинот овдека? Граѓанинот, дали е Шабан, дали е Петко, дали е Станко во еден систем. Дајте да збориме за системските проблеми. Дајте да збориме за проблемите кои му гарантираат на овој човек подобра иднина, а не очај. Дајте да разговараме како да направиме една
критична маса луѓе кои ќе ја кажат доста на глупостите кои не кочат. Со тези, простете, не мислам на вас, како што се Свети Павле, како што е Александар Македонски, дали Гоце Делчев имал под 40 степени мустаки или под 20 и така натаму. Дајте да збориме која е причината што ги губиме граѓаните на Република Македонија, без име и презиме. Дајте да зборуваме за проблеми кои велат до кога вака. Дајте да зборуваме за проблеми, има потенцијал, има народ. Господинот не спомна третата опција, зашто ја нема и не можела да постои. Извинете, не се слагам. Таа е спречена да постои. Затоа што актуелните структури во минатиот период интензивно работеа на тоа да во корен го спречат сето она што е авангардно, што утре може да му биде потенцијална опасност, затоа што сервирањето на двата мега бизниса кои се викаат мега патриотизам и мега национализам функционираат фантастично. Затоа што се тоа механизми кои создаваат механизми, а носат it's all about money, ние дојдовме во ситуација на апсолутен хаос. Амаркорд, Федерико Фелини. Не е хаос ова. Не, ова е вовед во уште поголем хаос. Среден хаос. Господине, не можете да ме оспорите дека имаме на улица. Постои ирационален и постои рационален хаос. Планиран хаос. Ова е рационален хаос. Знаете зошто? Ајде да видам. Многу едноставно. Затоа што една елита која долго време владее, она ги намести коцките сега. Добро. И една елита која се бори да дојде каква што е, тие коцки тешко се местат. Тешко се приближуваат до она што е реална моќ, она што е не е тоа ајде програма. Ајде направиме нешто. Господине, имаме мојата поента, која е поентата? Во рационалниот хаос, или како е нарекува sa таа и либерална демократија, односно демократија која што сите елементи ги предпоставува во една формална смисла, али во содржинска смисла е се некако извртено наопако. Каде е суштината? Еве суштината. Ајде земете ги медиумите. Добро. Само две реченици. Македонија има негде околу 60 на телевизии, колку се национални и така натаму. Во Македонија во овој момент има можност да видам сега една информација поврзана околу јавното, специјалното јавно видителство. На 3 телевизии ви имате сосема различен пристап на таа информација. Па плурализам? Сега доаѓаме до таа поента. Да, плурализам, но тој плурализам сега создава едно, знаете што е разногласие? Шарена револуција. Односно, тој исто како да идете на овој зид со различни бои и што ќе добиете? Значи, доаѓаме до таа поента, она што ви кажете на тој идентитет. Кај идентитетот сега? Како ќе го формираме? Што ќе го формираме ние? Затоа тоа ткиво кога зборам дека е натрешно разјадено, натрешно. 100 медиума кои ги спомна медиумите, кои во најблага форма се само неутрални, а не и критички расположени кон власта. Да бидеме начисто, ако веќе 3 медиума дават иста вест, прашање само како ќе го спакуваат она што е пофално за власт. Реков еден од тие од еден момент кој што еве за илустрација. Посочите ми на телевизија. Беше мојата забелешка со токму се однесуваше околу она што е идентитет, односно како вие да формирате едно елементарно ткиво кое што ќе брани некои заеднички вредности. Вие Македонска радиотелевизија. Не збориме за други телевизии. Вие кој ќе кажете демократија или еве да пример да земеме нешто уште попрецизно во медиумите, да може тоа некако да се подразбира, да има некоја заедничка основа. Тоа Македонија го нема во овој момент. Тоа сме го создале. Се уште се бавиме сами со себе. Не се бавиме сами со себе. Него? Овие елити се бават со нас, со граѓаните, во тоа е проблемот. Тоа е уште попоразително. Како не, тоа е повисока фаза на тоа. Господине, пред собрание имате една маса луѓе која што јас ви гарантирам дека е скопската урбана интелигенција. Инфраструктура која на улица има комплетна урбана интелигенција верзус себе, носителите на цивилизацијските вредности на оваа држава, на улица, која секоја вечер со дете, со свирчиња и со боја, која некоја третира како факт е, дека не треба се уништува државното добро, но која е безопасна, некој нарекува хулигански, туристичка, значи, инфраструктура
која го има тој дел на населението на улица, секоја вечер има сериозен проблем. Многу сериозен. Господин Исто Клетников, го тврдам тоа, ја не го господин Клетников, за вашиот коментар околу ова, бидејќи говориме сега за граѓаниве, Катастрофа е. и бидејќи вие приоритет односот кон странците кои што ги гледате така како што ги гледате, тие сепак такви какви што се, кои доаѓаат тука за да помогнат, го велат ова што професорот го кажува, дека политичките партии во даден момент можеби премногу се занимаваат со себе наместо со државата. И дека пред се ги имаат приоритет своите обстановки или доаѓање на власт или останување на власт, а не државата. Па како е можно тие да го гледаат тоа повеќе од нашите? Од нас, да. А се лоши луѓе кои што не мислат лошо. Не рековме лоши луѓе. Генерално, Јас но, тука тие се- апсолутно се слагам со господинот Јонос дека треба ние да си помогнеме, не странци. Тоа е апсолутно точно. Есум. Баталија сме подадена рака меѓу нас. Да. Треба ние да си помогнеме, ние сме разединети, ние сме раскарани по етнички, по што знам, по идеолошки линии. Ние зборуваме дека имаше едноумие. Сега има повеќе едноумие. Во она минатото едноумие имаше репери. Ја го минав него, бев и преследуван, бев анти. Знаеше до која точка можеш да одиш и до кај ќе стасаш. Што ќе те снајде, ако сега не знаеш во која дупка ќе пропаднеш, како. Пазите. Сега има повеќе едноумие и многу едноумници и неумници. Безумници или Тоа е проблемот. А за странците што се однесува, странците исто си играат со нив. Значи, ние немаме лидери, што вика Јонос. Немаме среќа да дојдат личности здрави, темелни. Имаме лидери за Затоа ја кога Ве молам, бидете се слично партиски. Само да го слушаме. Значи, Бали се народен. Ацески, за го слушаме. немаме луѓе со здрави визии. Баш оние кои ќе погледнат во иднината. Се слагам, јас не ја бришам иднината. Јас кога зборувам за минатото, мислам на иднината. Бидејќи и Елиот вика, сегашност е многу минато, малку иднина. Сакате и зен-будистите, гледам дека сте многу патени во некои дисциплини, така да знам дека ме разбирате. Право погрешно ме малце разбравте, но се... Тоа е демократија. Требаше еден час. Значи, она што се случува, она што се случува, што вие рековте, невино е ова фарбање, не е точно. Тоа е еден варваризам. Може би мек варваризам. Зошто? Затоа што, дозволете, затоа што се фрла боја, фарба врз споменици, врз она што е меморијално, врз меморијата на еден народ, на еден и така. Значи, јас тоа го дефинирам како еден вид на варварски импресионизам. Еве да се послужам со ликовен јазик. Тоа е тоа. Сега, шарене. Тоа е прв пат, тоа е феномен сега, шарена револуција. Тоа е само по себе оксиморон. Нити е револуција, нити се они револуционери. Тоа е смешно. Тоа е смешно револуционери да ги наре. Знаете што значи револуционер? Тоа е тежок збор. Знаете што значи револуција? Исто тежок збор. И сега да ги наре. Овие се револуционери со боја. Плюс тоа, оние што иде, оние што иде, Љубиша, народ по нив неколку илјади. Има една група... Ова ќе го сватите што ќе ви го кажам сега. Само чекајте да се дојде. Една група има, значи, јадрото. Тоа е така, кога ги спомна Филип Бони и Јунг, значи, они се занимавале со психологија на масата. Значи, како топката кога ќе се затргала. Тука има некои платени револуционери. Тоа е очигледно. И така, се знае, Чичко Сорос плача добро. Сега. Доаѓат воајерима кои сакат да гледат циркус представа. Една група. Незадоволници секако има. Да знаете, идеална да е власта, има незадоволници. Сартра што рече? Идеална да е власта, должноста на интелектуалецот е да биде против неа. За да биде коректно. Речеме од таа позиција, камо ли луѓе има без работа, млади, реков. Има, излегуваат и тие. Така.
Меѓутоа, дека тоа е проектирано од надвор, тоа не може никој да ме убеди дека е со сили, наравно, наши. Некој со мачки се служи како овој господин од Брисел, нели, мачиња ни покажува на ова. Значи, странциве, некој како тој, што е, извинете, ама за психијатрија, тој е белгијанец. И сега, знаете, тоа е понижение на цел еден колектив, на сите тука што живеат. И така, значи, ни до Европа. Европа беше проект на Виктор Юго. Пред тоа анархистите го спомнуваат тој проект, или ја знае. Но Виктор Юго го изнесе во францускиот парламент, дури еврото го предвиде. Визионер голем, обединен. Но кој се докопа до таа обединета Европа? Ќе мораме да завршуваме. Бриселските бюрократи. Господине Ветников, само да ви кажам, молам се нешто. Вие една работа не можете да разберете очигледно, со апсолутен респект кон вас. Паралела, мала во 2-3 збора, само затоа што нема време. Во одењето на хадж во Мека, во тој ритуал на оние што одат за хаджи, постои еден момент во кој што они земаат камен и фрлаат кон еден столб како олицетворение на гаѓање кон ѓаволот. Значи, тоа е символика. Екзорцизам. Да, не екзорцизам. Фрлаат камен кон еден... Се истера ѓаволот од овој свет. Да, кога гаѓаат ѓаволот. Гаѓањето со боите не е варваризам, тоа е гаѓање кон срамот. Би се восхитувам јас на формулација. Ве молам, затоа што некој тоа го доживува како срам. Мене како скопјанец, тоа што го гледам, го доживувам како срам. Искрено да ви кажам, тоа не е Скопје. Скопје 2014, човече. Зошто се срамите? Што има срам во тоа? Па тоа ќе ви кажат генерациите после вас што има срам во тоа. Вие кажете. Не, јас веќе во старт ви го кажувам и тука завршувам, а генерациите после тоа ќе ви кажат, веќе ви го кажуваат. Тоа е тој Бенетон, мултиколорит, господине. Ми го кажува Радмила Шечеринска, тоа е срам. Знаете кој прска? За естетика, ако треба да разговараме, тоа е друга искочени уметници, дечки кои што универзумот го држат на еден ентер. И тие го прскаат тоа. Ако тоа нешто не ви кажува, онда сме сериозно у проблем. Одиме со последниот блок реклами, а потоа завршуваме, бидејќи треба да се подготват камерите за вестите кои сте. Завршуваме емисијата со, бидејќи остана кус во кругот господинот Ацевски, во минутка господине професоре говоревме за луѓе кои што протестираат, тоа е таа денесница што ја гледаме и почнуваме преку ден да ги гледаме на раскрсниците. Претходно имаше и други протестанти кои што престана. Дали начинот на излегување на улици ќе престане или излегувањето на сите повторно на улиците ќе биде непосакуваното решение и излез од политичкава криза или ќе се реши на маса како и многу други во историјата војни, немири и протести. Значи, дали ќе го решиме на зелена маса или ќе го решиме на улица? Не, јас сум од оние кои што сметаат дека овој проблем во Македонија не може да се реши на маса. На улица? Од проста причина. Страните кои треба да го решат се толку, да речем, закрвени, спротиставени, тие, па читајте ги ова што пишува едни за други што изјавуваат, не? Па секојдневно ги слушаме. Како тие најдат решение? Како? Па не треба да се патриоти и двете страни. Ако остават вака... Отварате една тема на она што е граѓанско општество. Ајде да речеме дека тоа е дел од таа шарена револуција, не е дел од тоа граѓанско општество, а граѓанска опција, односно граѓански дел. Јас ви ја нудам таа. Ти знаете, да. Во овој, јас не заради што тоа сум песимист во тоа. Еве сега само во две реченици кога почнаа бомбите. Ја имав една тогаш еден коментар, многу елементарен. Ако влезат тие разговори вака како што влегува, нема држава. И ти вега, дали си ти против Заев, дали си против ова СДСМ? Не. Истиот момент, кога Заев ја испука првата бомба,
требаше да биде уапсен. Ја тоа и сега го тврдам. Значи истиот момент, али другиот ден Груевски си оди во парламентот, си поднесо оставка и ги остави институциите да го решаваат проблемот. Ако веруваме во институцијата. Нема ова. Сега денес имаше информација, еден новин зборува, некој разговор таму што слушна, фино го пушта. Тоа зашто не изградиме такво општество? Тоа значи дека и втората затоа што Заев тука излезе малку мудар во смисла дека тој ќе живее во таа представа дека полето е нападнато, опасно од го јадат, не родот, и како да го реши проблемот. Има вика на брана горе да ја пуштиме таа вода, она све вика ова ќе го однесе. Но нема држава, институции нема. Во тоа е проблемот. Тука е целата сега ова, затоа што овие ја носат одговорноста. Некој може повеќе, некој помалку, но ние сме тука сега, како би рекле, заглавени. Каде излезат? Техничка влада? Избори, кога избори? Не знаеме. Нема никогаш да има избори, по моје некој видување, се до оној момент додека Заев не предпостави дека ќе победи на избори. Значи излезето на избори, зашто да излезе на избори? Така гледам јас. Така говори тоа. Дури ни ова избирачки список. Кој говори за медиуми денес? Говориме за медиуми денес. Кој смее да збори? Кој смее да збори? Одиме понатаму и онај фактор што викаме се надворешно, дали тоа ќе го реши, мислам дека тешко може да... Нема таква сила која може да формира некое тело, дали тоа ќе биде техничка влада, ваква влада, која едноставно ќе го решава проблемот. Решение кај? Има решение или нема? Решение е свеста и совеста. Етиката да се врати и да се најдат, да се ископаат некои стварно храбри, визионери, лидери, хуманисти, како да кажем, кои ќе мислат на народот. Не знам друго решение. Решение да има малку и среќа овој народ. А ја мислам за сите работи, може ни е потребна и Божја интервенција. Република Македонија има потенцијал. Има луѓе, има млади кои треба да се спречат да одат од Македонија, да се задржат тука, да им се предаде кормилото, секако не преку ноќ, меѓутоа заедно ние, постарите, делот на синтетизираното позитивно ткиво со младите, сметам дека може да ја спасат Македонија. Али да им се даде шанса на новите генерации. И комплетната плејада политичари кои 20 и нешто години мислат само на лар-пур-лар политика, полека да си облечат папучите и да си одат дома. И оваа држава да им се остави на младите. Добро, ви благодарам. Еве, ние завршуваме, можеме после ова да си одиме дома или некое друго место. Ви благодарам што бевте гости во отвореното студио. Иако таму кај што завршивме, почнуваме една нова тема за војна. Ви благодарам, женешка, пријатно почитувани гледачина и благодарам на вниманието.